Jaka muka, to ti. Дојдовме во село Крушица, Свети Николско, на еден селски состанок. Луѓето и од порано се собира овде. Нивни најголем проблем е струјата. Овде пред нас ги гледаме овие даношни книшки, уште 1959 година. Месен сам допринос за струја дава по 12.000, Ѓоргиев Младен, Димев Ане, Бошков Сане, Костов Тодов Гаце и така натаму, сите од село Водале по 12.000. Колку пресметано во денешни пари представуваат тие 12.000 тогашни динари? Па види вака, тие пари колку са пресметани во денешните, ние сме биле во општината при општинско собрание, така они рачуна да најште пари околу 400.000 динара има унесени, да вреат денеска околу 20 милиона. Целото село, не? За целото село. И што стана со овие пари? Со тие пари они се допрашаа со овој дистрибуција Штип, колку таа далечина која сме ние поставиле, колку пари изнаса. Дистрибуција и на ним одговори да кошта околу 28 милиона. Значи на 3 километра далечина, 28 милиона. И Баѓи председателот рече дека со тоа нешто ќе ни одговори. Уколку ga ние прашамо после, не во канцеларија, овака, нели, на приватен разговор, тој рече дека општината немала пари и не можела тоа да го стори нешто. Кои села се наоѓаат во вашата околина? Па најблиско село е Превод, па дале Сопот, па и ова Трстеник, Малино. На колку километри се од ова село Крушица? Па Превод е па 1 километар може да има, Сопот може да има 4 километара, Трстеник има 3 километара. Малино? Малино 4 километара. И сите овие села имаат струја? Има струја. Видите, овие села добија струја. Тие се наоѓаат на север, запад, југ, исток, како што нацртано, дури и манастирот Ѓуриште, што се наоѓа овде на отприлика 2 километри, има струја. Која година добија струја? 6-та година добива струја. Претежно. Да. Зошто вашето село не доби струја? Па видите, нашето село ни самите ние не знаеме зашто не е добило струја. Бидејќи ние уплатимо уште 59-та година, 59-та година немеш и од тога наамо беше за тоа време друг еден одборник тука од селото, а ми се чини дека и материјалот кој е бил предвиден тогаш да се донесе во нашето село, они го одбива за Малино, разбираш. Наместо нас ве дадоа материјалот наш за Малино. Меѓутим,
изоставиена еве неколку години. А зашто е причина тоа не знаеме ни самите ние од општината зашто не сме добили струја. Кои се вашите обврски? Па види, нашите обврски, ние бевме неколку пати во општината Радомеш и сега баш оваа година 3 пати преко местна заедница, собир на собирачи се собирамо, записници на Примо и селото се подпишат дека се слага да уште нешто додадемо само да би добиле струја Радомеш. А при поставување на бандерите дали би помогнало? Дадоме обврска Радомеш да и бандерите бидат ископани од нас, дупките, разнасање на бандерите, па чак и расечување на шумата. Све што може да се помогне од наша страна, ние би дале радна снага, само да ни дадат струја. Од 59-та година наваму, дали вие нешто сте презеле вака пошироко? Ние неколку пати сме изнасале на нивни делегати кои беа праќани од страна на општината, овдека и записници доставување, тие ништо не ни одговорива на тоа. Овде гледам има некој записник, подпишани се сите овдека, луѓето од сите куќи, од сите семејства. Тај записник баш ние преко местна заедница го обработимо, сматрајќи да видимо дали селото има повторно оживување за таа струја, дали сака на прво место или неќе. Например, ако сака да ние поново почнемо со таа струја, за да би могле да ја добиеме Радомеш. Меѓутоа, пројдемо из цело село и тие луѓе сите се исподпишаваат дека се слага селото за таа струја да се бара Радомеш. До толку ние записите ги направимо, однесомо во општината, еден, па и друг пат, па и трет пат. Меѓутоа, самата општина некако не зема во обзир, а зашто ни самите не знаеме. Третиот пат рекоме дека да ни дадат одговор на записниците, меѓутоа они до ден денеска ништо од тоа. Кога беше последен пат? Па вака не би на 18 да тоа е, знаеш, а ова година. Да, ова година. Дали сите села во општината има струја? Па ја мислам во целост не се, меѓутоа оние кои веќе имаат поголем број на људство, значи повеќе се населени, тие ги се електрифицирани. Меѓутоа има некои села кои се многу ретко населени, останати само старци во нив, тие се мислам не електрифицирани. Али тоа се мали броеви. А дали и тие ќе се електрифицираат некојаш? Па ја мислам дека во догледно време и тие би се електрифицирали во колку се пружи могуćност на село, значи да се постави таа електрификација и ќе имат повеќе, мислам, населението могуćности да потребуваат електрични работи, радио, телевизија и што знам. За оваа година тоа не го планирате? Ја мислам за оваа година дека нема да го планираме, нити можеме да ги изведуваме тие работи. Вие сте изведувачи овде, а од кого добивате вие побарувачка за електрификација? Кој ви ги плаќа тие трошкови? Па ја во главно целата електрификација на село или било град, мислам по-конкретно на село, тие се плаќаат преку општината, али со сам местен допринос. Да прашам, колку би чинело да се постави тој довод електричен за 2 километри? Ако е далековод, тоа е негде околу 2,5 милиона стари динари по километар. Значи самиот далековод. Меѓутоа, ако се земе тука трапостаницата, нисконапонска мрежа, обично тука одиме со постолбно место, а трапостаницата по набавни цени кои одредуваме работна рака негде од милион динара, кои што сме многу пониски за насело. Како вие младите се снаоѓате? Е така, ние младите без струја живееме, нема корзо, нема ништо, телевизија нема, од тука игранка нема, кооперација нема и така ние сме без светло, без ништо, ние младите така го искаравме животот. Нема ништо низ нашето село. Што мислите, дали животот би отишол надобро кога би добиле струја? Па да, ќе има подобро и светло, ќе се осветиме и телевизија ќе имаме и друго и треко, се може би да имаме. Подобро би се информирале со радио, телевизија, на известен начин. Па да, ние ќе се просветиме со телевизија, со радио, а сега немаме ни телевизија, ни радио, ни струја. Во општината Свети Николе се регистрирани околу 43 населби, од кои околу 5 населби се неелектрифицирани. Пред се тоа се села каде што 99% од населението е иселено, меѓу тие села пред се селата Кишино, Бекирлија, Стануловци, Арбасанци и селото Крушица.
Селото Крушица, како што споменав, се наоѓа меѓу овие неелектрифицирани населби во општината. Според податоците од пописот извршен 1971 година, селото брои 33 домаќинства со 131 жител. Меѓутоа, точна е и констатацијата дека од тогаш до сега има и прилично иселени. Се наоѓа на оддалеченост од Свети Николе негде околу 12 до 13 километри. И проблемот на електрификацијата досега пред се гледаше оттаму што тоа село се наоѓаше, представуваше периферно село и интересот кај граѓаните од тоа село и одговорните од една страна и од друга страна сознанијата кои постојат при општината во однос на средствата кои треба да се инвестират во тоа село за изградба, односно за доведување на електрична енергија, не наведуваат на размислување дали веднаш треба да се пристапи кон електрифицирање на оваа селска населба. Другаране, дали вашето село се иселува? Дали постои се уште таа тенденција на иселување село од град? Другари, нашето село не е било поем и до овај број да дојде, ако имамо ние удобство и помоќ од страна на општината наша, како и други општини што помагаат, знаеш ли. Тоа сме очевидци свите, макар и да не сметат како такви луѓе, знаеш ли, затурени у еден пасиван крај тој, знаеш ли. Па, преку све тоа, ние како родители, а овие фамилии овдека што са, има најмалку бере од една до 2 и до 3 фамилии кои барат како суседните села што има поставено кои тоа удобство да дојде и до наше село. А зашто е причината не знам, знаеш ли. Како такој нема излаз за нас, знаеш ли. Дека да идемо ние, куде ќе идемо, знаеш ли. Вие барате струја. Струја барамо и удобство барамо, а никој нема помоќ на нас да ни се даде, знаеш ли. Другар Тосевски, вие сте само една година председател на извршниот совет. Што мислите да не се случило нешто порано пред неколку години? Зошто ова село не доби струја кога сите околни добија струја, а истовремено уплатија по 12.000 месечно само при денес? Па видите, јас напоменав дека основната причина пред се лежи во големото мигрирање на населението од ова подрачје во Свети Николе, Скопје и останатите околни градови. Тука лежи и основната причина што и кај самите луѓе во тоа време не постоја доволни сознанија дека моментот е погоден за воведување на електрична енергија. Тука мораме и да ја бараме основната причина, затоа што ако настојувањата на луѓето во тогашни услови биле до таа степен, тогаш секако дека би се нашле и мотиви да ова село се електрифицира, кога веќе луѓето имале давано по 12.000 од куќа. Тие средства, во колку имат некој дадено, се во собранието, лежат на посебна сметка, меѓутоа морам да речам дека тие средства се далеку од она дека можат да стигнат за изградба на една ваква електрична мрежа која во сегашни услови ја бара стандардот, па покрај тоа и што е на село. Дали вие нешто сте презеле и понатаму, дали пак станало збор за оваа струја со некои одговорни фактори? Па видите, мија имамо една катастрофална расправа со ним, као прво за шумите, разумиеш, и самата општина сакаше да изврши една блокација на нашата шума. Меѓутим, да не смо ние собственици на таа шума. Додека ние тоа рече, односно они ни рекоа на нас, разумеш, да покажемо тапии на таа шума, ако не, шумата ќе биде нивна, разумеш. Меѓутим, ние живимо само, може да се рече готово од таа шума која сечемо од дрва, цело население и продаваме по некој кубик од дрвата, па си купимо и други работи, например артикли кои се потребни во куќата, разумееш, газија било, опанак било, школување од тука, па и пораз од тука, разумееш. И порад тие причини
Ние рекомо, разумеш, ако сакате вие да ни одземете шумата, дајте ни селење на од ова место на друго место, разумеш, ние ќе ослободиме шумата. Додека он не се согласи на тоа, ние отидомо и погоре, до Скопје, до владата, разумеш, сожалимо 2-3 пути и оттамо испадна инженер од шумарство и земјоделие, дојде во Свети Николе, па се реши тоа прашање, значи шумата го своимо како наше, они признаа дека е наша, не можеа да не оселиво тука и признаа дека е наша, ни дадоа документ. Она што е државно си е државно, она што си е наше пак е наше, например со документи, порез плаќаме и сето тоа поделци е од старост, не сега, разумеш. И по неколку време он дојде на исто друго собрание селско и тоа га рече, значи нега му се довидело криво зашто ние сме се жалиле за шумата во Скопје, зашто не сме ушле до општината, ние идомо понапред, он не земаа мерки за тоа. И рече, ја додека сум одборник во општината, ја 300 години струја не ви давам на вас. Абе на тој собер така се изложи, тој човек рече, уште 300 години не може да добиете вие струја, а не сега. И како што речем, ние мислејќи дека е тоа на шала, уствари тоа искочи стварно на дело. Еве има 10 години, 15 и таква се стои во 6-та година, еве така се стои на мртва точка и денеска. Вие што направивте на тој собир? Ништо не направиме, тој ќе направиме. Сега он што замерил, да кажем, рекол, да кажем, никој, ете, па и он цело село го казнал на си да не се даде струја. Ја реко, едно око да сме ние сите окружица, ќе добиеме, реко. И сите ми се не смеја, ама признаваме сите селани мои и сите другари. Дека ја живею со две очи, ама за седното по обо гледам. Сакам да добии за тој светлост, а не да ми коче моите, што ја данеска гол, бос, оду, за порез годишно 200.000 порез имам, само јас им бабата ми сум се годишен и светлост да не ми даде не едно око, ако не е на две. Поготово што таа светлост го платиле вие. Готово. Крава сам продал со теле. 12.000 сам дал. Зашто да не ми се не принаја ни пари, ни светлост? Толку им од мене. Што мислите, дали сега постојат можности ова село да добие струја, особено кога знаеме дека се размислува за градење на овој пат од Младиновци? Па видите, размислувања секако да постојат. Нас, како собрание при општината, не наведува фактот покрај изградбата на патот Миладиновци Свети Николе, го актуализираме и прашањето на доградба на детско летовалиште во манастирот Ѓуриште, кое е веќе започнато и се очекува известно учество, односно помош за доградување на овој објект од страна на Републичката заедница за детска заштита. Со тоа во многу би допринеле да се изгради и патот кој исто така е актуелен повеќе кај населението од Свети Николе, па и околните места кои гравитираат на тоа подрачје. И мораме да правиме напори во наредниот среднорочен развоен период од 76 до 80 година, да изнајдеме заеднички напори со местната заедница, која секако во овој делегатски систем, со новите уставни промени, завзема посебно место во разрешување на проблемите на местното население. Секако, во ова треба во многу да допринесе и општината преку своите буџетски средства, во колку нормално се планират на време и во колку стигнат за оние инфраструктурни потреби кои се зацртуваат на ниво на општина. А како се снаоѓате вие кога немате струја? Кога немаме струја, на главни седимо. 3 месеца газија нема, значи. Идемо, нема. И дома мораш на главни да јадаш хлеб и да вечераш. А од каде го купувате газијата? Свети Николе. Колку е тоа оддалечено од овде? Колку има околу 3,5 сата, лака да одиш. 3,5 сата пат. 3,5 сата пеше. Да. А ламби дали имате? Слабо се наоѓа ламби. Ако имаш некоја стара како овај ќе биде, ако немаш, нема да има лампа. Лампа има шишење. Шишење исто, витли нема. Па највише па и газија нема. Ви би биле многу среќни кога ви имале барем газија. Не, има газија, добро, има кога нема. Пута мисля па и подобро ја да лепен.